Почитувам подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Анализирајќи го предлог завршната сметка на буџетот на Република Македонија за 2019 година, најпрво во очи ми падна 4620% зголемување на ставката за јакнење на владење на правото во државата. 2019 година колку е јакнето владењето на правото, да ве потсетам и да ви го презентирам истото сега. Во 2019 година економијата блескала и листопанството било во грч. Годината почна со пензиски скандал. Министерката Царовска откри дека 12.000 идни пензионери биле оштетени за 19 милиони евра. Имаше пријава и до јавното обвинителство, но одговорност во некоја следна година. Функционерите нангрос си ги вработуваа најблиските. Секој нов ден излегуваше ново име на нечи сопруг, мајка, татко, сестра, кои влегле да работат во администрацијата, но за ова одговорност во некоја следна година. Секој ден има многу огласи за нови вработувања во јавниот сектор. На обвинувањата за партизираност, министерот Манчевски дури и се пожалил. За 10 години ниту еден член на Социјалдемократскиот сојуз не можел да се вработи во администрацијата. И за ова одговорност во некоја следна година. Бизнисот се жалеше и на воведувањето прогресивен данок и на сивата економија и на ниското ниво на капитални инвестиции. Одговорност и за ова во некоја следна година. Странските инвестиции подлија. За 9 месеци влегоа едва 131 милион евра. Германските инвеститори оценија владата со 0. Одговорност и за ова во некоја следна година. Многу од градоначалниците недомакински трошеа. Градоначалникот на Струга ги урнал сите рекорди, кога во 2019 година купил 4 коли, од кои едно Ауди од 70.000 евра, и за ова одговорност во некоја следна година. Зголемувањето на пензиите требаше да биде 900 денари. Вице-премиерот Ангјушев ги спуштил сите на земја. Не сме Швајцарија, изјава има. За неисполнување на ветување, одговорност и за ова во некоја следна година. 2019 година меѓународните институции го критикуваа високото ниво на јавен долг и минималната плата од 14.500 денари. Бара растот да биде проследен со зголемена продуктивност. Тоа не се случи, но владата повторно предизборно го покачи минималецот и за овој хаос одговорност во некоја следна година. Незадоволни од политиките протестираа речиси сите. Земјоделци, пазарџи, вработени во здравство, културата, наставниците, синдикалците. Речиси да немаше министер кој немаше слаби резултати или не беше поврзан со некој скандал. Премиерот со месеци ја најавуваше метлата за на крај единствениот изметен да биде првиот финансер Тевдовски, творецот на прогресивното оданочување. Откако премиерот неуспешно се обиде да стане министер за финансии, на крај во кабинетот влезе Нина Ангеловска и го врати рамниот данок. 2019-та ја одбележаа и високите бонуси на обвинителите од специјалното јавно обвинителство, новите патарини, на град Скопје да го превземе парното, преговорите за трговски марки со Грција, најави за отпис на камати на долгови, нереализирани субвенции за коли, но и тужби од избркани инвеститори. Годината изминува, буџетот се докрајчува или тогаш, што би рекол премиерот, а ништо денес, баклавата е изедена, но тепсијата 100. Колеги, колку успешна годината била можеме да процениме дополнително и од следново. 10 најважни настани во економијата во 2019-та, не баш економска вели, но сепак просперитетна година. Се намали невработеноста, бројот на вработени ќе расте.
Постојано ке. Според која институција, сите знаеме, се овие податоци? Државниот завод за статистика, институцијата која политички се управува, институција која вештачки ги креира статистичките податоци во Македонија, која работи без меѓусебна доверба, ама се гледа колку е професионален менаџментот. Во 10 најважни настани за 2019-та, странските инвестиции порастот лани годинава во пад. Се спушти производството на енергија од фосилни производството на енергија од фосилни горива, се градат фотонапонски централи. Согласно договорот, рокот е пробиен, таа требаше да биде изградена и веќе да е започната со производство. Но за жал, вакво нешто се уште нема 2021 година. Владата во 2019 година честно призна дека прогресивниот данок после 9 месеци од неговото воведување не ги даде очекуваните резултати, па го замрзна за 36 месеци. Повторно го ставаат во функција рамниот данок, односно личните доходи пак ќе се даночат со 10%. Анализите на Министерството за финансии за 6 месеци од 2019 година покажале дека воведувањето на прогресивниот данок на личен доход не покажал значително подобрување на распределбата на доход, односно дека се изгубени 50% од ночните приходи кои можеле да се соберат со рамниот данок. Заради ова, има неколку прашања за кои нема одговор. Владата признава дека вовела погубна политика, но дали победиле бизнисмените, кои, иако во изминатата 2019 година често го критикувале воведувањето на данокот, сепак биле обврзани да ги дадат парите. Одговор на ова прашање ќе биде или пак би бил денес, или тогаш. Нема можности за такво нешто. Не се случило ретроактивна примена на ново законско решение или одлука. Грешката и школото кои ви се случувале со владењето во 2019 година, со воведување на овој данок, со воведување на неанализирана промена, дека предложеното решение не одговара на состојбите на пазарот, дека голема грешка било што се почнало од крајот, а не од коренот, колеги од власта за жал не ви значат ништо. Зошто го велам ова? 2021 година и воведувате реформи во образованието на ист начин, популистички, но има многу последици од вашето игнорантско однесување, доколку и во иднина продолжите со истото темпо. Да не бегам од темата, да се вратам назад. Во новата стратегија за реформа на даночниот систем 2020-2023 се вели, иако ефектите од реформата успеале да ги зголемат приходите, сепак остварените дополнителни приходи можело да бидат повисоки за 51%, доколку не се случи промената во однесувањето на даночните обврзници поради воведувањето на прогресивното оданачување. Пазете пак сега. Во супернова стратегија за реформа на даночниот систем 2021-2025 презентирана на 16 декември 2020 година, се прашувам каде отиде истата од истата година, направена од тим од иста политичка структура како претходната. Поставувате и вашите цели да бидат поголема праведност во оданочувањето, подобра наплата на приходи, даночен систем кој ќе ги поттикне инвестициите и иновациите. Во стратегијата велите поголема даночна одговорност. Каква даночна одговорност ќе бараме од граѓаните кои за жал се осиромаштени, за жал немаат пари, немаат работа, можат да си дозволат таква одговорност? Зар не сакаат тие да бидат одговорни? Капитални расходи за 2019 и вистината е дека не се реализирани 78,4% заклучно со декември. Дефиницијата за традиција максимално, колеги, се почитува од ваша страна. Традиционално се задржува ниското ниво на капитални инвестиции. Во 2019-та била уште една лоша година за економијата и еве продолжува и во 2021 година да се негува оваа иста традиција. На Табановци има голема гужва. Собрани се Google, Facebook и така натаму и така натаму. На крај, да завршам.
со скандалите што започнав. А за таа година имало многу. Флајкен, фирмата на партнерот на министерката за образование денес, а тогаш министерка за труд и социјална политика, летала дронови, ја завршувам. Со државни пари. Одговорност за ова во некоја следна година. Следна година дојде, но одговорност нема. Сега истата фирма си лета дронови, ама за град Скопје. Тие си летаат и пари си собираат, а народот си плаќа. Ви благодарам. Масло за јадење 100 денари, народот си плаќа многу други работи. Благодарам, ако имам реплика, ќе имам можност да покажам. По предлогот на